Благодарам. Почитувани дами и гости, дозволете ми најпрви да ве поздравам сите вас како делегати на Конгресот, гости на Конгресот. Посебен поздрав до нашите гости денеска од дипломатските представништва и амбасадите. Посебен поздрав до нашите гости од политичките партии кои дојдоа да не поседат и поздрават. Покана беше упатена до сите политички партии и они кои се овде се добре дојдени и со нив продолжуваме, а и со оние што не се дојдени, отворено за соработка. Поздрав до представниците на медиумите. Се надевам дека како што денеска се присутни и понатаму во идниот период ќе не следат, ќе информираат македонската јавност. И конечно, после завршувањето на поздравот, дозволете ми во слава, во подршка на овој наш денешен голем христијански празник, до сите вас да упатам едно барање. Простете ми за сите грешки што сум ги правил до сега пред вас. Почитувани делегати и гости, на последниот Централен комитет, на кој беа дел од вас само членовите на Централниот комитет, некои беа и како гости, зборував многу за последната криза во ВМРО Народна партија. Зборував кои беа причините, кои беа мотивите. За жал, учеството на владачките структури во таа наша нова криза и не сакам да ги повторам аргументите и тезите кои беа изнесени од моја страна. Ке се задржам само на една единствена ексклузивна информација која ќе ви ја дадам денеска и после од сега натаму нема да се навраќам на раководството што туку не напушти. На последниот Централен комитет ви соопштив дека разликите и судирот, односно јас би рекол ударот што се појави и обидот за распуштање на нашата партија не се од идеолошки или политички причини, туку дека се од финансиско-материјални причини. Ви спомнав за еден огромен долг кој за жал нашиот поранешен председател го има натрупано токму со оваа владеачка структура и ви спомнав за можен финансиски трансфер. Она што го имам како дополнителна информација, а која ни доаѓа од Централниот регистар и што може многу лесно да го провери секој банкар во Република Македонија, е за жал потврда на онаа во што се сомневавме. Нашиот председател, кон крајот на минатата година, значи пред неполни 2,5 месеци, има на својата сметка прилив од 1.000.000 денари, односно 15.000 евра. И тоа не е чудно човек да стави 15.000 нови евра на својата сметка, односно да си ги врати своите долгови за 15.000 евра. Меѓутоа чудно е кога истиот тој господин претходно година дена нема платено ни една рата, кога има рати за доспевање од над 270 дена, односно 9 месеци, и одеднаш уплаќа ни помалку, ни повеќе, туку 15.000 евра. И уште што е почидно, месец дена после тоа расчистување на својата сметка, имаме ситуација каде што истиот господин објавува престанување на една политичка партија, завршување на еден политички живот и притупување
пак ќе кажам, ни помалку, ни повеќе во владеачката партија. Значи, она во што се посомневавме отворено, дека веќе во политиката имаме трансфери како во фудбалот, за жал станува реалност во македонскиот политички живот. Толку за минатото, толку за она наша криза што не потресе во минатиот месец, а сега за еднината. Како што сами видовте, нашата декларација беше она што ќе го одбележи нашиот конгрес и што верувам ќе одбележи нашата иднина како политичка структура. Тоа е декларацијата за демократија. Малку е чудно, после 20 години формална демократија во нашата земја, ние да имаме потреба повторно да издаваме декларации за демократија. Малку е чудно, меѓутоа ќе се согласите сите вие, за жал, тоа е денеска македонската реалност. Имаме чувство и потреба како политичка партија борбата за демократија да ја изфрлиме на прво место, затоа што навистина сме уверени дека основните принципи на демократијата, на демократското живење, на слободниот говор во Република Македонија се сериозно загрозени. Не само како право на слободна мисла, не само како право на слободно наше изјаснување и политички став, туку како и право да ги решаваме основните проблеми на оваа наша држава заедничка, да дискутираме за големите проблеми на нашата Македонија и на тој начин, не преку наметнати решенија, туку преку демократски диалог да доаѓаме и да ги решаваме проблемите. Затоа, за сите ситуации за кои денеска ќе ги отворам, каде го гледаме нашето политичко действување, секогаш имајте во предвид дека тоа го ставам во контекстот на она што е и нашата основна декларација. Преку демократијата и преку дискусијата, преку диалогот, да наоѓаме прави решенија за она што денеска нас како македонци и граѓани во Македонија не мачи. Затоа, кога ги отварам овие проблеми, јас на самиот почеток, уште еднаш ќе кажам, иако оној кој ме следи во овие 20 години, нема да се изненади, затоа што секој сум бил таков. Моето председателство на ВМРО Народна партија не го замислувам како владење во кое и јас како председател и идните членови на извршниот комитет и вие како раководства по општините ќе се додворуваме на граѓаните во Република Македонија. Ќе се додворуваме за да ги чујат најубавите работи, да ги чујат најубавите нешта и на тој начин да дојдеме до онаа што гледам стана предизвик на политичките партии да се има повисок рейтинг. Зарем демократијата која ја освојувавме во 90-тите години, кој исполнуваше политички рейтинг? Сите се боревме со некакви идеи. Сите изврливме идеи, ги ставивме на маса, ги пуштивме во медиумите. Кој мислеше 90-та година, кога ја воскреснавме идејата за самостојна Македонија, колку граѓани на Македонија заради тоа ќе гласаат или нема да гласаат за нас? Ако ние одевме по чувствата и по желбите на граѓаните во Република Македонија, јас ви уверувам дека ние се уште ќе си бевме во Југославија. Што беше силата на тоа ВМРО кое го воскреснавме во раните 90-ти години? Силата беше во радикалноста на идеите кои луѓето не само што не можеа да ги прифатат, туку многу од нив и се плашеа да ги слушаат. Толку беа тие силни, остри, жестоки, меѓутоа тоа стана потоа реалност во Република Македонија. Денеска некој сака да искривува таа историја, меѓутоа тоа го оставаме на нивните желби. Затоа и денеска повторно ви велам. ВМРО Народна партија не е партија која по секоја цена секој ден ќе мери
поради ова или она позиција или став колку и паднал или и пораснал рейтингот. А за жал, поголем дел од политичките партии денеска тоа им е норма. Ние сакаме да внесуваме нови идеи, да разговараме за проблемите на нов начин. Сакаме да нудиме нови решенија, некогаш можеби и болно за слушање на увото на обичниот човек, многу пати критикувани и напаѓани, меѓутоа ќе се бориме да имаме право на глас. И ви уверувам дека само на тој начин Македонија може да ги реши своите најгорливи проблеми, да ги реши своите најтешки проблеми, не со тоа што сака да чуе народот, туку што е тоа реалното по политиката по тој момент. И затоа јас на сите вас ви велам, ја имате шансата да го чуете овој говор и секој кој овде од вас слушал мои интервјуа и говори многу пати до сега. Заради не е чудно некој 15, 18, 20 години да биде со Ѓорѓиевски и после 20 години да му текне да рече заради идеолошки разлики заминува Ѓорѓиевски. Тоа е навистина веќе дегутантно. Затоа јас без никакви камуфлажи и денеска пред вас ќе проговорам за некои основни проблеми на Република Македонија и навистина сметам дека оние кои сакаат да ме следат во едниот период едноставно треба да ги имаат овие параметри секогаш пред себе. Да почнам. Проблемот со името. Кога ги слушате политичките партии во Република Македонија, пред се, нормално, тоа темпо беше наметната од владеачката структура, меѓутоа, за жал, после полека истото темпо го прифатија една по други и другите политички партии. Кога ги слушате политичарите во Република Македонија за проблемот со името, вие веќе сте навикнати да слушате по 15, 20, 30 елаборации зошто сме право и зошто имаме право по поглед на оваа дискусија со грците. Јас сето тоа го завршувам со една единствена реченица. Да, ние сме во право, грците ја злоупотребуваат својата моќ и својата позиција и во Европската унија и во НАТО, меѓутоа тоа е веќе приказна која знаеме 20 години. Затоа јас улогата на политичарите ја гледам од аспект и на одговорноста. Значи, ние сме во право, 20 години го слушаме тоа и перманентно и денеска уште го слушаме, меѓутоа како да одиме понатаму. Денеска, кога пред самитот во Чикаго добиваме јасни пораки и од НАТО највисоки функционери, и од Европската унија највисоки функционери и јасно ни кажуваат. Ако не го решите проблемот со името, и овој пат ќе останете надвор од агендата на НАТО и од Европската унија. Јас го поставувам прашањето. Имаат ли право македонските одговорни, најправи државни политичари, затоа што тие сепак се најодговорни, а потоа и другите политички лидери, и сите оние кои креираат јавноста во Република Македонија. Имаме ли ние сите право после 20 години и понатаму да продолжиме да се однесуваме со овој проблем на еден свој македонски, за жал, можем да го наречам аутистичен веќе начин на однесување по тој проблем? Има ли право одговорен македонски политичар да ја остави Македонија без НАТО и Европската унија заедно само со Босна и Херцеговина и Босна и Херцеговина и Косово? Што треба да се случи за да ние едноставно сватиме дека веќе се движиме по црвената линија на основната безбедносна линија на нашата држава и економска и институционална линија исто така на нашата држава? Пред 2 дена што се случи? Де факто Србија го призна Косово. Зошто го призна?
за да оди понатаму по незината евроатлантска интеграција. Проблемот со името го извадивме на ирационална основа. Дискусиите кои ги слушаме за идентитетот, смислата на идентитетот поврзано со името, јас ви уверувам дека се приказни кои само во Република Македонија можат да примерат. Имаме десетици и десетици други примери каде што јасно се кажува дека проблемот на идентитетот и името на државата се третираат како две различни категории. Упорно од страна доаѓаат дипломати и ни велат никој не дискутира за вашиот идентитет, а ние од наша страна упорно го вадиме тој проблем на маса, сакаме идентитетот да ни го признаете. Какви се тие фрустрации? Каде сте чуле во која друга држава, во која друга дискусија во светот некој од некого бара признавање на идентитет? Идентитетот го правиме самите ние, го градиме самите ние. Јас постојано велам, идентитетот е ако си слушаш македонска музика на свадби, на прослави, на имендени. Тоа е 30% од сите други карактеристики што прават идентитет на еден народ. И обратно веднаш го поставувам прашањето. Ако сме антички македонци, зошто не сакаме да слушаме македонска музика? Зошто бегаме од тоа? Зошто сме бомбардирани од сето онаа што произлегува од, за жал, малкуте медиуми кои останаа денеска во македонскиот простор? Чудна е таа одбрана за идентитет. Во овие последни 3 години, откако толку силно многу го браниме македонскиот идентитет, ние направивме 2 големи корекции на нашиот идентитет. Внатре, без никој да не тера. Прво, повторно станавме најголеми југословени. Ако го погледнете духовниот и културниот простор кој се диктира преку медиумите, преку концертите, преку музиката што ја слушаме и културата што ја примаме, јас ви гарантирам и жално е тоа да го кажам. Меѓутоа, во времето на Лазо Кулишевски имаше повеќе македонски идентитет отколку денеска со ВМРО на власт во Република Македонија. Вториот проблем, антиквизацијата. При што, кога зборувам за таа антиквизација, сакам уште еднаш добро да ме разберете. Мене никогаш, зашто сум дал многу докази, со тоа што многу што били антички македонци ги имале највисоките привилегии во времето кога сум можел да давам привилегии, не ми пречеле како индивидуално размислување, идеја или пак нели себе наоѓање. И денеска мене не ми пречи некој ако себе се декларира како антички македонец и смета дека е тоа така. Меѓутоа ми пречи кога државата сака да направи од сите нас со смислена политика и пропаганда еден нов културен код да внесе во нашата држава. Прво, срамно е до пред 3 години сите ние учевме и сметавме и живеевме дека нашиот етнички код е словенски и не дискутиравме за таа работа. Одеднаш сето тоа го изнегиравме и станавме антички македонци. И онаа што е најпарадоксалното во целата таа работа, оној кој веќе не смета дека е така, тој добива етикета дека е национален предавник, ни помалку, ни повеќе, етикета национален предавник. И тука јас го кревам гласот. И тука велам докаде со ова за жал одење по линијата меѓу тоталитарната држава и демократските процеси во една држава. И она што е многу интересно, нема дискусија по тоа прашање. Нема расправа по тоа прашање. Значи, или си во тој табор, или веќе одиш во националните предавници. Имаше пред некој ден интересен настан. Се славеше светскиот ден на мајчините јазици, на едно предавање, ми се чини на Филолошкиот факултет, председателот на државата, од аспект председател на држава, ја изнесува тази тезата
дека македонскиот јазик врече корени од античка Македонија. Ако не се лажам, само еден професор од сите тие доктори на науки во Република Македонија, слависти, македонисти, југословенисти, не знам што се да ги бројам, најде сила да му каже председателе, чекајте, се уште во Македонија официјален став е дека македонскиот јазик е словенски јазик. И јас кога дискутирам за оваа прашање, почитувани членови на Народна партија, си го поставам основното прашање. Зашто ние воопшто денеска зборуваме овде и во Македонија? Има ли потреба една државна политика? Има ли потреба една државна власт да наметнува таков раздор во идентитетското киво на оваа нација, па сите ние во неа да дискутираме по тоа прашање? Токму тоа се прашањата кои ние сакаме да ги поставиме. Идентитетот на еден народ досега се обиделе да го менуваат само тоталитарни системи. Сите други работи, ако има нешто за дискусија, се дискутираат со години, се расправаат, се пишуваат книги. Треба да поминат децении и децении да се преформулира идентитетот на еден народ внатрешно, а ние тоа го направивме за 2,5 години без никаква дискусија. Ете тоа е онаа што ни пречи. Ете тоа е онаа зашто јас, за жал, ќе губам рейтинзи и ќе губам гласови на многу граѓани на Република Македонија, затоа што постојано велам. Приказната која ја наметнува оваа власт е убава за слушање. Меѓутоа, улогата на политичарот, реалниот политичар ја гледам во тоа што во исто време ќе каже убава е, ама е лажна, невистинита. И затоа, јас понекогаш изгледам во медиумите, кога зборувам за тие проблеми, дека сум премногу историски, не знам, оптоварен. А јас лично себе си се чувствувам дека можеби сум најнеоптоварениот во оние кои се нарекуваат политичари во Република Македонија од аспект на историјата. Најнеоптоварен затоа што упорно онаа што сакам да го порачам до македонските државни раководители и до македонскиот народ и до македонските граѓани е дека треба да ја оставиме историјата на страна. Тоа е мојата основна заложба, кога понекогаш и многу често одам контра со ставови за кои навистина сакам некои научно да ми парира дека не се такви, одам со контра ставови за да ги разбудам оние кои сакаат да живеат во лажна приказна дека реалноста е сосема друга. И барајки да се спасиме во еден ирационален сон, негде 3000 години од денеска наназад, ја губиме иднината. А како ја губиме? Ја губиме со она што денеска се нарекува реалност. Пред 5,5 години, ако не се лажам, 6 месеци пред самитот во Букурешт, напишав еден текст во весникот Фокус, во кој повторно го напишав во едно време кога бевме во една масовна екзалтација дека готово ќе бидеме примени во Букурешт. Напишав еден отризнувачки текст во кој порачав да престанеме со сонот и лажната приказна, сега е време да го најдеме реалниот компромис. Председател од СДСМ, премиер од ВМРО ДПМН, договор за подршка од медиумите кој можеше лесно да се постигне, бев нападнат како и секојаш претходно. Имаме ли ние денеска реалност, односно оние кои ја водат Република Македонија, дека ако пред 5 години го направивме компромисот, ние веќе 5 години ќе бевме членки на НАТО и заедно со Хрватска сега ќе влегувавме во Европската Унија. Има ли поголем подарок за македонската нација, за македонските граѓани од тоа да се биде член на овие два клуба? За жал, тие 5,5 години поминаа во празно време, а како што гледам и идните 4 години, најмалку до крајот на мандатот на оваа влада, повторно ќе помине во тоа кои сме поголеми македонци
за тоа колку силно ќе го браниме името и другите кои сакаат да го предадат името. Затоа, јас, почитувани членови на ВМРО Народна партија, јасно сакам да ставам до знаење до вас. Сакам да порачам дека проблемот на името не го измислил никој од нас. Проблемот на името не го боли помалку или повеќе никој од нас кои живееме во Македонија, меѓутоа во исто време тој е проблем кој на сите нас, дури на оние кои што туку се родиле, конечно, трајно им ја определува иднината на нашата држава. Сметам и длабоко сум убеден дека невлегувањето на Македонија во НАТО и во Европската Унија трајно ќе го влоши нашиот безбедносен карактер со максимални некои размислувања и за трајна опасност за безбедноста на нашата држава и конечно трајно ќе ги засегне нашите аспирации за економски просперитет и стабилност. Јас во овој момент не гледам друго решение, освен како политичари, најповеќе повикани се они од државниот врв, храбро да влезат по преговорите во овие 2 месеци и до мај да ни понудат решение и влез во НАТО. Навистина, ги наблюдувам како тие ги искривуваат работите, како се чудат на настаните, како измислуваат нови проблеми во таа дискусија. Она што во овој момент од нив меѓународната заедница бара, со што трајно можеме да ја подобриме нашата ситуација, е да кажат за кој име сакаат да разговараат понатаму. За Република Северна Македонија и Република Горна Македонија. Ни во едното, ни другото име со географска додавка. Лично не гледам никаква опасност за македонскиот идентитет и спремен сум за тоа да разговарам со сите политичари, научници, квазинаучници, квазипатриоти кои сакаат и упорно го дискутираат истиот проблем. Затоа, позицијата на нашата партија е онаа што го зборувавме и на последните локални избори. Во брзото решение врз основа на едното од овие 2 предлога не гледаме никаква трајна последица за Република Македонија. Трајната последица ќе биде ако го прескочиме овој термин, ако повторно влеземе во некои нови 2 години чекање и пауза и тогаш ќе се соочиме со нашите реални проблеми. Ете, затоа велам, ние не сме партија која ќе се додворува. Ние сме партија која ќе нуди решенија. Сметаме дека ова е дел од решението. Проблемот со нашата брза евроатлантска интеграција е проблем на нашата безбедност, е проблем на нашата економска екзистенција како држава. Едноставно, од друга страна, не можам да се начудам на политичката неодговорност и на владата, и на специфичен начин од председателот на државата. Имам чувство дека овие 2 структури во Република Македонија према овој проблем се однесуваат на 2 начина. Прво, што можат повеќе да си го подигнат рейтингот и второ, да им помине времето. Ваква неодговорност, посебно кај председателот на државата, каде што јавно се гледа дека човекот единствено го интересира да му помине овој мандат и да си ја добие таа годишната пензија од 200.000 евра годишно, а народот, граѓаните нека се занимаваат понатаму во новиот период со некој нов председател со овој проблем. За жал кај владата позициите се малку други. Тие гледаат само врз аспект на овој проблем колку повеќе поени да набилдаат, рейтингот да го кренат. Еве сега имаме локални избори, 3 циклуси победуваат на таа фора, уште едни избори да победат, па парламентарните избори после 4 години. Можеме ли ние воопшто да ја погледнеме сликата Македонија визави Балканот и целата оваа евроатлантска интеграција? Ете затоа ние велиме,
нашата улога ја гледаме како отрезнувачи. Како отрезнувачи во македонскиот политички и идеолошки простор, да им дадеме инспирација, да ги поттикнеме и да конечно да почнеме да зборуваме, да ги решаваме проблемите, а не да ги ставаме под маса. Одиме понатаму. Врзан, многу близко врзано со оваа прашање. Овде, денеска меѓу вас само ќе го отворам, иако сметам дека оваа прашање нема толку лесно да се затвори. Ако ме следите во последно време, на сите мои настапи испраќам апели повторно и до оние кои се политички најодговорни, меѓутоа и до сите нас. Како граѓани, како младенци, како навивачи, како представници на различни карневали, да се соочиме со реалноста од демографски аспект. Кога се одложи пописот, првата теза која се пушти преку брифингот на новинарите беше дека ако продолжил пописот, ќе испаднало дека има 3 милиони граѓани во Република Македонија. Мојата теза, што веднаш ја соопштив, беше обратна, дека не. Тоа е приказната која треба да ја примите. Реалноста на одложувањето на пописот е токму дебаклот на демографски план на македонската нација. И токму вчера во некој од весниците, дали беше Капитал, имаше еден текст каде од извори на пописната комисија 3 дена пред крајот на пописот во Република Македонија биле попишани само 900.000 граѓани. Значи, онаа теза која беше прв балон пуштена дека пописот е одложен затоа што ќе имало 3 милиони граѓани во Македонија, падна во вода, затоа што мислам дека е ова скоро официјална теза, дека на 3 дена пред пописот во Република Македонија се попишале само 900.000 граѓани. Непопишувањето, колку што е присутно во Западна Македонија, за жал е присутно и во Источна Македонија. Оние кои ме знаат, кога доаѓам по вашите општини и по вашите градови, првото прашање што го поставувам е колку деца се запишале во прво оделение во вашето основно училиште, дали селско, општинско, градско, не знам какво. Сликата што ја добиваме, за жал, од градовите во Источна Македонија посебно, затоа што тој удар таму е најприсутен, зборува дека ние навистина не сакаме да го погледнеме демографскиот дебакал на македонската нација. Училишта, кај што до пред 5-6 години имало по 4 паралелки, во прво оделение денеска се сведени на една паралелка. Таму кај што имало 2 паралелки се сведени на некои бројки од 4 деца, 5 деца, 10 деца. Додека ние го браниме името, се плашам дека ќе останеме без народ. Ќе имаме држава, ама ќе немаме народ. Затоа велам дека нашата основна патриотска теза во идниот период е како да го задржиме македонскиот народ внатре во Македонија. Како да не се селат луѓето. Како да наоѓаат пристојно место за живење во своите градови. Денес на Источна Македонија и се заканува празнење. Половина од Источна Македонија денеска е по тој удар. Цели градови има по Италија, по Швајцарија, кои се нарекуваат по одредени села во Република Македонија. Затоа ние зборуваме и сакаме да го отвориме тој проблем. Не за да мотивираме некакви страсти, напротив, за да се соочиме со реалноста. И затоа јас го поставувам прашањето, го одложивме пописот. Ајде сега да направиме нов фер. Затоа што реалноста за пописната структура на Република Македонија најмногу ќе им користи на македонците. И повторно зашто? За да извлечеме некои поуки. Дека
Во оваа време, додека ние измислуваме проблеми таму кај што ги нема, дискутираме за нашите славни мината и за нашата славна историја, на нас ни се случува во Република Македонија дебакал кој досега го нема доживеено ниту една генерација на македонци. Ние сме тие кои сме одговорни за тој дебакал и кои за жал целиот товар паѓа на нас. Затоа, почитувани членови, јас велам дека Република Македонија треба да го направи тој попис за да извлечеме новата теоретска, идеолошка, политичка дефиниција на нашето обстојување. И затоа, кога зборувам за новиот профил на десницата која сакаме да ја понудиме преку ВМРО Народна партија, јас најмалку зборувам дека ние и мислам дека треба веќе да зборуваме за етничка десница. Демографската структура на Република Македонија зборува дека и никоја друга партија во Република Македонија, вклучувајќи и актуелната владеачка партија, нема право веќе да зборува за етничка десница. Ние во Република Македонија немаме веќе право за етнички национализам, не само од оние кои се помали заедници, туку проблемот оние што се најголема досега формална заедница во Република Македонија. Ние немаме веќе право да дискутираме за романтизам во нашата историја, не само затоа што романтизмот завршил пред 2 века во европските држави, туку затоа што тој новокомпониран романтизам ги брка од нас сите и доаѓаме до најголемата македонска катастрофа, бегањето на македонските муслимани од етничкото ткиво на македонците. Еден од резултатите на последните пописи, што македонците муслимани, 40-50 кои на предпоследниот попис се попишуваат за македонци, денеска се попишуваат за се друго. Албанци, турци, бошњаци, само не македонци. Зошто тоа се случува? Зошто не разговараме дека со нашите приказни, колку сме стари, колку сме мокни, колку сме најаки, ние ги избркавме сите од нас. Ги избркавме пријателите од надвор, ги бркаме и внатре во Република Македонија, оние кои беа до вчера дел од нас. Затоа велам дека нашата нова политичка и идеолошка филозофија не е да бидеме етничка десница во Република Македонија, туку напротив, да бидеме граѓанска десница во Република Македонија. И токму тоа е новата идеологија и политичка матрица која сакаме да ја внесеме во Република Македонија. Ние веќе како македонци немаме право да ги одбиваме сите околу нас. Мораме да направиме свратување на нашиот речник и на нашата филозофија. Впрочем, и во историското ВМРО, иако многу често погрешно нашата историја го толкува тоа, никогаш немало етнички национализам. Од кога е формиран ВМРО 1893 година, имало само национализам, односно патриотизам од аспект на политичка димензија. Прво, во вид на дефиниција на автономија, а второ, во дефиниција на самостојна држава. И историското ВМРО секогаш во себе го носел државниот патриотизам и национализам, никогаш етничкиот. Колку и да читате, вие тоа не можете да го пронајдете во историјата на ВМРО. Затоа ние сакаме да ја понудиме таа филозофија. Сакаме да зборуваме и да не доживуваат ВМРО Народна партија како граѓанска десница, партија која веќе десницата ќе ја гледа во аспект на други прашања. Дали сакаме брз влез во НАТО, Европската Унија?
Дали сакаме вистински темели на демократијата? Дали сакаме вистинска економска слобода? Тоа ќе бидат дискусиите на кои ќе се докажуваме кои сме десница, кои не сме десница. И повторно доаѓаме до онаа што е на крај, можеби и суштинско и секојаш треба да биде на прво место. Економијата. Ние слушаме повторно раскажувања колку инвестиции дошле во Македонија, колку сме подобри од Грција, колку сме подобри од, не знам, Португалија, Унгарија и не знам што. И некои параметри навистина зборуваат дека сме подобри од многу членки, не многу, ама од некои членки на Европската Унија. Меѓутоа, јас уште еднаш ќе потсетам дека тие параметри за кои се зборува дека сме добри, не се направени од оваа влада, туку се стратешки направени од некои други влади, кои не ја задолжувале Македонија. Јас постојано велам, крајно сум загрижен од темпото со кое Република Македонија се задолжува. При што не сакам да навлегувам во статистичките манипулации, затоа што во Република Македонија статистиката често се толкува на начин како што некој сака да ја толкува, при што владачката структура зборува за надворешен долг само јавен, меѓутоа не го спомнува и приватниот долг, кој исто така може да биде дел од кризата на Република Македонија. Кога зборува за јавен долг само према странство, а не зборува за јавниот долг што е внатре во Република Македонија, затоа што кога во Франција зборуваат за јавен долг, тука го собираат и надворешниот долг, меѓутоа и внатрешниот долг. Кога македонската влада зборува за јавен долг, зборува само за надворешен долг, а јавниот долг внатре во Република Македонија, кој е скоро можеби веќе 1/3 од она што е надвор, никој не го спомнува. Меѓутоа, едно знам, кога ја напуштивме владата во Република Македонија, вкупниот долг на Република Македонија беше околу $1.600.000, денеска вкупниот долг на Република Македонија е $7 милиарди. Значи, долгот како едно начин на решавање на сите проблеми. Вториот момент, повторно демократијата во економијата. Она што е основно мето на нашиот конгрес. Не сакам денеска да зборувам многу за економијата, затоа што ќе имаме многу простор во наредниот период да зборуваме за економијата. Ќе спомнам само еден пример. Секоја вечер, зошто слобода во економијата, зошто демократијата во економијата? На последните локални избори бевме партија која прва го изнесе проблемот со казните во Република Македонија и дискутиравме за тие казни како начин на владење во Република Македонија. Кога завршија последните парламентарни избори, владата убедливо победи, меѓутоа повторно во медиумите излезе интересен податок. Во април или во мај минатата година, значи месец дена пред изборите, во Република Македонија се платени рекорден број на казни, 12 милиони евра за еден месец. Она што е многу интересно, значи фирмите, луѓето, се ги платиле казните што досега никогаш во животот не ги плаќале и отидоа и гласаа повторно за партијата која ги наметнува тие казни. Значи, немам друг одговор дека ние почнавме веќе да се навикнуваме да живееме во еден мазохистички стил према владата во Република Македонија. Колку повеќе го казнува народот, толку повеќе народот ја сака истата влада. 60 милиони евра прилив во буџетот на Република Македонија минатата година што се влијани. Тоа е сума која никогаш во Република Македонија во ниту еден буџет не била присутна. Во наше време казната неа ни сметавме за приход на буџетот во Република Македонија. Меѓутоа, денеска стана стил на владење и очигледно луѓето се навикнаа на тој начин веќе да функционираат. Меѓутоа, она што ми е последната цел, нова кратка забелешка за економијата, што дека овој процес не може да трае вечно. Ние ќе колабираме на економски план.
ако нормално не се задолжуваме. И повторно нови долгови, и повторно нови делгови. Само еден пример кој ми остава впечаток за онаа што денеска се случува во македонската економија. Секој ден и секоја вечер сме бомбардирани со нови идеи и пораки за можности. Ви даваат идеи, ваков бизнис, винари, сладкарници да отварате, не знам, мајстори да станувате и сето она. Што го гледате секој вечер во рекламите. И нормално, ако човек и се охрабри некои последни своји пари што ги има да ги вложи во бизнис во Република Македонија, што го чека после тоа? Го чека онаа што го чувме вчера, токму вчера, дека во последните 15 дена инспекциите во Република Македонија затвориле 300 дуќани во нашата држава. Сега, јас ве прашувам, некој што има 5000 евра кои му се последни дома и се мисли, да отвори некој бизнис со тие 5000 евра. И информацијата дека 300 дуќани, бутици и ресторанти се затворени во последните 15 дена. Како да се однесува тој човек према економскиот систем во Република Македонија? При што, сигурно во тие 300 затворени дуќани и продавници има 10% кои најверојатно имаат такви прекршоци. Меѓутоа, јас ја уверувам дека другите 90% се за некакви бизарни работи кои ниедна економска реалност не може да ги прифати. Затоа, почитувани членови, делегати, гости, нашата основна цел како политичка партија ќе биде борба за демократијата. Ние имаме намера да ја промовираме демократијата преку демократски дискусии, да нудиме решенија за проблемите, да се спротивставуваме, да ги жегнуваме и другите политички партии и владеачката структура, меѓутоа само преку отворена дискусија можеме да дојдеме до реализирање на нашите проблеми. Зошто треба луѓето да ни веруваат дека кога зборуваме за демократија, ние имаме право тоа да го поставиме на прво место и при тоа да побараме луѓето да ни веруваат. Затоа што еднаш владеевме во Република Македонија и затоа што еднаш покажавме дека демократијата е клуч за решавање на сите проблеми во нашата држава. Никогаш од тие 4 години Македонија не била подемократска и на економски план, и на политички план, и на информативен план. Секој од вас може да го потврди тоа. Еднаш ја направивме таа демократија и ви уверувам дека повторно ќе знаеме да зборуваме за таа демократија. Затоа и сметам дека навистина е малку чудно, меѓутоа после 20 години од падот на комунизмот сметам дека македонскиот граѓанин има глад за демократијата. Јас постојано велам и во последните локални избори, во Либија луѓето имаа стандард подобар од македонскиот 6 пати економски стандард. Со куќи од државата, со коли, со пари за свадби, за училишта, за студии и не знам колку се други бенефиции. И повторно стана во една крвава револуција да се борат за што? Да се борат за она што е основното, демократијата, слободата, да не се плашиш од власта, да зборуваш слободно, да дискутираш, да го демонстрираш својот личен или колективен политички став. Затоа ние сметаме дека демократијата е нешто најнесушното што треба денеска да се понуди на македонскиот граѓани. И конечно да завршам. Која е целта на ВМРО Народна партија? Чисто партиски план. Ние немаме амбиција да се мавиме себе си, а и да ги мавиме другите, дека ќе победиме на наредните избори. Ни на овие локални, ни на оние најверојатно после 4 години.
Меѓутоа, сакаме да им порачаме на македонските граѓани да престанат својот глас да го даваат за оние кои ќе сметаат дека ќе победат на идните избори. Мислам дека ваквото однесување на гласачите во Република Македонија мора еднаш за секогаш да се расчисти. Јас навистина сметам дека тоа е уште еден удар и тоа е срам за македонската демократија. Кога на последните парламентарни избори немаше место за барем тројца-четворица пратеници на ВМРО Народна партија, за 23 пратеници на ЛДП во новиот парламент и за некои други ситни политички партии во Република Македонија. Зошто граѓаните во Република Македонија заборавија дека некогаш гласаа за идеологија? Да се подсетиме на раните 90-ти години. Во Македонија имаше 16-17 важни политички партии и секој имаше право на глас во македонскиот политички простор. Една Лига на демократија на Ѓорѓе Марјановиќ, една работничка партија на Гега и не знам како се викаше, и да не ги броиме сите други ситни политички партии кои освојуваа гласови и покрај тоа што знаеше дека никои нема да победат на изборите. Нашата цел е да ја вратиме идеолошката мисла кај македонските граѓани. Не да мисли гласачот ќе гласам за тој кој има највеќе шанса, а гледам сите анкети, гледам темпото кој го форсира актуелната власт е тоа. Однапред луѓето да бидат убедени кој е тој што ќе победи, па на тој начин да добијат уште 20-30% од нивните гласачи. Затоа јас сметам дека нашата цел е токму тоа. Она што досега и го имавме во Република Македонија. Трета политичка партија. Повторно да го потврдиме. Нашата цел е токму тоа. Да бидеме убедлива трета политичка сила во Република Македонија. Преку таквиот момент да можеме да ги диктираме новите правила на игра во Република Македонија, меѓутоа и да бидеме гаранција за демократијата на граѓаните во Република Македонија. Во таа насока, уште еднаш сакам да подвечам. Во минатото нон-стоп за ВМРО Народна партија се лицитира. Де се со ВМРО ДПМН, де се со СДСМ, де се со овие, де се со оние. Во овој момент, повторно, на тој план почнуваме од нула. Ние како политичка партија немаме обврска према никој. Немаме обврска ниту према СДСМ, немаме обврска уште помалку према ВМРО ДПМН. Нашата цел е на локалните избори да го обезбедиме третото место. Демократизација и демократија, брза евроатлантска интеграција и конечно економска благосостојба на граѓаните на Република. Затоа нема како во старите времења да извикувам, ви носам победа или ви гарантирам победа, меѓутоа можам да ви ветам дека ВМРО Народна партија ќе биде третата политичка сила во Република Македонија и тоа ќе биде богатството на македонскиот политички и демократски систем. Да живее Македонија!